Дом за стари лица ќе се гради во општина Зрновци. Со капацитет од 75 легла треба да ги задоволи потребите на возрастното население од Кочанскиот регион. Ова е од огромно значење, зашто бранот на иселување на младата популација од истокот не стивнува и за се повеќе стари лица нема кој да се грижи. Очекувам дека приватниот инвеститор веќе во септември месец ќе започне со изградба и ќе имаме камен темелник, а изградбата некаде би требало да заврши за година време, имајќи во предвид дека во регионот овие објекти се многу мал на бројка. Мислам дека ќе успееме да ги подобриме животните услови на оваа категорија наши повозрастни сограѓани. Имајќи во предвид дека нивните фамилии претежно се иселени во странство, сметам дека ова ќе биде еден прекрасен капитален објект, пред се за подобрување на животните услови, а дополнително и вработување на лица од и општина Зрновци и соседните општини. Во регионот дом за стари лица има само во Берово, а останатите општини прават напори за изградба на вакви објекти. Во Штип објектот е изграден до карабина, но се чека отстранување на административната пречка за истиот да продолжи да се гради и да се стави во функција на граѓаните. Сдруженијето на пензионери во неколку наврати потенцираше дека има обезбедено финансиски средства за да може да се догради домот кој ќе биде од големо значење за граѓаните од третата доба. Едно од првите барања на новиот ВД градоначалник на општина Кочани исто така беше за изградба на пензионерски дом, а за истиот во прва фаза се потребни 266 милиони денари. За Сител, Трајан Ристовски.